Јас имам едно пратеничко прашање и тоа ќе биде до министерот за транспорт и врски Александар Николовски. Се работи за прашање околу заемот кој што ќе го земеме од Обединетото кралство, нели од тој така наречен договор за стратешко пријателство, околу неговата изјава дека нашата влада, конкретно неговото министерство, има одбиено бескаматен кредит од Република Кина, со кој што требаше да се гради патната инфраструктура на коридорите 8 и 10 и да се модернизира железничкиот сообраќај, посебно значи на коридорот 10. Зборуваме тука за дека треба да имаме брза железница од Србија до Грција. По негови зборови, бидејќи значи тој прво сакам да истакнам дека тој договор значи не е објавен, иако тука колегите од ВМРО ДПМН кога бевме заедно со нив во опозиција во минатиот мандат беа најгласни да се објави на пример договорот, сличен договор као договорот на Бехтел и Енка, кој што исто во милиарди тежок договор, кој што и ден денес не е објавен, за сега да имаме некоја слична ситуација, така да не можеме да бидеме сигурни за колку пари се работи, но можеме еве по негови кажувања од прилика, мислам дека министерот изјави дека од прилика 3,5 милиарди евра ќе бидат искористени за овој инфраструктурен дел. И сега ние ако земеме дека од прилика такви кредити се даваат на 10 до 15 години, да земеме каматната стапка дека рекоа дека ќе биде под 4,5%, еве дури 3% да ја земеме, вие со вашиот непромислен потек да одбиете бескаматен кредит, ќе го оштетите македонскиот буџет за фантастични 850 милиони евра. 850 милиони евра, кои што може да идат и до милиарда евра, затоа што ние не знаеме дали еве ќе имаме каматна стапка и на грејс периодот. Сега, ајде да видиме како, например, една држава во регионот, тоа е Србија, се поставува према кредитирањето на Народна република Кина. Значи, од 2010 до 2024 Србите имат земено 4,5 милиарди евра, а од 2000 до 22, значи во рок од 22 години, имаат земено од прилика 7,7 милиарди евра. Значи, зборуваме до 2025 сигурно околу 8, зборуваме за 8 милиарди евра кредити, од кои што 74% значи за инфраструктура, 14% за технологија и рударство, 8% за капитални заеми за српските банки и 3% за заеми во итни случаи кога им требало ликвидност на српските банки. Значи зборуваме тука за ситуациите со ковидот и за кризата во Украина. Значи тоа е во сите пори во економскиот дел на српското општество. И бидејќи зборуваме тука за кинески кредити кои што нели, еден од главните услови е тој услов кој што го кажа министерот, а тоа е да градат кинески компании, ние можеме да претпоставиме дека најголем дел од овие кредити се бескаматни кредити или кредити со ниска каматна стапка. 1,1 милиарда од тие пари они ќе ги користат значи за градење на брза пруга слично како кај нас од Белград до Унгарија. Дали мислиме ние дека Република Србија, дека србите се наивни или само ние тука одбиваме бескаматни кредити? Република Кина, Народна република Кина, од 2000 до 2023 има дадено некаде околу 2,2 трилиони заеми во 200 земји во светот. На почетокот тоа кредитирање, најмногу околу појас и пат, беше во понеразвиените земји, додека сега последните години 3/4 од кредитите се во развиените земји, во западните земји. И тука јас сакам да поентирам, да видиме како нашите стратешки партнери, нашите најголеми партнери се поставуваат према кредитирањето, према ефтиното кредитирање, најефтиното во светот кредитирање од Република Кина. Соединените американски држави земале 200 милиарди долари за над 2500 проекти. Целата Европска унија 161 милиарда долари за над 1800 проекти. Од нив Германија 33,4 милиарди, Франција 21 милиарда, Италија 17 милиарди, Португалија, Холандија по 11,6,7 и нашите стратешки партнери Обединетото кралство, апсолутни рекордери во Европа со 60 милиарди евра. 6 милиарди евра земени ефтини кредити од Кина. Дали ние мислиме дека тие кредити од Кина се поскапи од кредитот кој што тие ни го даваат нам? Значи, тие ќе земат кредит или бескаматен,
или 1%, или 2, или 3, а нас ќе не го дадат 3, 4, 5 и нагоре. Значи, најголемиот моментално кредитот во светот е Кина, кој што годишно дава, само 2023 мислам дека има дадено околу 140 милиарди долари, годишно дава минимум околу 100 милиарди долари, во однос со Соединетите Американски држави е 2:1 во кредитирање, а кредитира и повеќе од самата Светска банка, значи од најголемата светска финансиска институција, над 50 милиарди долари Кина кредитира. Соединетите Американски држави скоро целата инфраструктура ја градат на затечен газ, од кој што ние иронично треба да земаме 3, 4, 5 пати повеќе поскап газ, ја градат со кредити од Кина, градат нафтоводи, гасоводи, главните аеродроми во Њујорк и во Лос Анџелес ќе ги реновираат со кинески пари и така натаму и така натаму. Значи, излегува дека ние сме единствената земја која или нема осет, нема сенс што е тоа национален интерес, а и како економскиот интерес е национален интерес, или едноставно на нас тука ни е забрането да земаме ефтини кредити, па ние мораме вака да се задолжуваме. Тоа може и да се види што во последниот период некако симптоматично членови на оваа влада и представници на ВМРО ДПМН и од собранието се обидуваат да ја доведат Република Македонија во конфликт со Народна Република Кина, значи работиме за една за мене несватлива антигонизација. Ние имавме една несрекна средба на заменикот председател кој што седи позади мене со представници од Тајван, па потоа гледам се приклучуваме на некои изјави од представништвото на Соединетите Американски држави во Обединетите нации за кршење на правата во Кина, и на крај дури имаме и неумесни изјави и од министерот за надворешни и повторно интересно од подпредседателот на собранието Милошевски, кој што вика дека треба да се треба да се дистанцира од држави кои што кокетирале со Кина, и по оваа логика што кажав дека гледаме дека европски држави апсолутно не се дистанцираат барем економски од Кина, испаѓа дека Европа треба само од себе да се дистанцира. И сега доаѓаме до прашањето, значи прашањето е зошто. Јас не гледам тука други причини, освен ја може да набројам 3 причини. Едно е, кој што кажав, ние да сме присилени, значи да прифатиме да бидеме пионче во геополитичките игри. Второ е, толку да немаме сенс, сами доброволно да се јавиме да бидеме пион во геополитичките игри, на штета, на неверојатна економска штета на оваа држава од 850 милиони до милиарда евра буквално. И трето, ја не гледам друга причина, освен да речеме корупција. Затоа што ако работат кинески фирми, е многу потешко да се влезе во коруптивни дејанија, додека ако вие 3,5 милиарди евра ги распрскате на фирми, на дел странски, дел домашни, и како пак имаме анекси тамо до бескрај, и како можеме да се отвараме за коруптивни дејанија. Така да, министре, моето прашање е дали нашата влада и конкретно вашето министерство било присилено да влезе во оваа трагична игра, а ако не е присилено, тогаш која е економската и политичката логика позади овој потек на владата и на вашето министерство? Благодарам.